Волос. Повеќе не се живее во Македонија. Криминал, дрога, коцка, брзи кредити и измами, тоа е денешната реалност. Сиромаштијата и љубомората владеат, ниските плати ги тераат младите да заминуваат, а оние кои имаат знаење и амбиција си го бараат животот надвор од земјата. Во Македонија остануваат постари луѓе, млади без поддршка и генерации заглавени во систем кој со години е разнишан од политика и корупција. Правдата е слаба, институциите се бавни, а довербата во државата опаѓа. Луѓето гледаат дека вработувањето често зависи од врски, а не од труд и знаење. Многумина чувствуваат дека правилата не важат еднакво за сите, сиромашните се казнуваат, богатите се спасуваат. Македонија е земја на контрасти. Младите бегаат бидејќи нема перспектива, нема стабилни плати, нема јасен пат за напредок. Основните производи стануваат скапи, семејствата се борат да ги покријат трошоците, а животот станува борба за најосновното – леп, сметки, мир. Постарите едва и преживуваат со ниски пензии. Здравството е бавно, институциите често не функционираат како што треба. Младите, без можности и поддршка, бараат излез во интернет, во пороци, во светови кои само привремено ги одвлекуваат од реалноста. Невработеноста ја раѓа апатијата. Многу млади на 15-16 години веќе експериментираат со опасни работи, барајки нешто што ќе ги исполни, а системот не им нуди ништо подобро. Дури и образованите млади, со дипломи и знаење, се принудени да ја напуштат земјата. Македонија полека останува со намален број на работоспособни луѓе, и тоа го ослабува целото општество. Образованието тоне. Училиштата се стари, условите лоши, наставата често формална. Младите не добиваат поддршка да се развиваат, да веруваат во себе, да останат во земјата. Систем кој ги наградува посредните, а ги губи амбициозните, не може да оди напред. Политичката сцена е хаотична. Многу граѓани веруваат дека корупцијата владее, дека честноста ретко се наградува, дека институциите се преслаби да се справат со неправдите. Ова создава чувство дека никој не те штити, никој не слуша, никој не се грижи. Здравството е во тешка состојба. Чекањето за прегледи е долго, лековите се скапи, болните се чувствуваат оставени сами на себе. Системот не нуди доволно сигурност и заштита. Македонија денес е земја каде што очајот честопати е поголем од надежта. Луѓето се прашуваат, како да живееш со толку неправда, со толку малку можности? Како да градиш иднина кога се чини дека системот е поставен против тебе? Скопје, како главен град, ја покажува целата реалност, брз развој, но изголемен криминал, дрога, неформални мрежи што ја уништуваат младината. Институциите често немаат капацитет да се справат со проблемите, а граѓаните губат доверба. Секоја криза, пандемија, инфлација, раст на цените, најмногу ги удира оние кои веќе се на работа. Социјалната помош е слаба, институциите недоволни. Младите гледаат и велат, нема иднина тука и заминуваат. Македонија преживува, но тешко. Луѓето се борат секој ден. Иако земјата има потенцијал, убавини, талентирани луѓе, потребни се вистински промени, нови вредности и систем кој конечно ќе им служи на граѓаните.